Нова реакција од граѓаните пристигна до медиумите за поддршка на нивното барање до локалната самоуправа да ги исполни ветувањата за подобрување на безбедноста на улицата Стево Теодосиевски. И возачите кои поминуваат по неа и пешаците за кои нема тротоари секојдневно се соочуваат со опасноста од сообраќајна на несреќа, со оглед што во близина се 2 училишта, повеќе трговски објекти, а таа е и главен излез од градот. Фреквенцијата од пешаци, автомобили, камиони и автобуси е голема. Минувачите велат дека потребна е вистинска умешност и помалку среќа за да не се најдат под тракалата на некое возило. По-опасна улица од ова нема. Бидејќи тука е школата, дечиња, за мене мислам дека опасно. Да биде си убаво и за децата, и за старите да минат, и млади, се што треба да си биде реално. Да си одат башка, колите башка ние да одеме луѓето. А инако вака тргнеш се, поместиш се, било точкови, било коли, не е убаво. Освен недоволната широчина на коловозот и недостатокот од тротоари, на улицата има и сервис за миење возила, што дополнително ја усложнува состојбата. Неговиот собственик вели дека е подготвен да помогне, со тоа што бесплатно ќе и отстапи дел од просторот на општината, за да се намалат опасностите во сообраќајот. Проблемот не е наметнат од нас. Тој проблем е проблем на општината, бидејќи јас лично, например, имав дадено иницијатива да се отстранат куќите кои сметат на патот и да се оформи и тротоар, за да можат и луѓето да се движат и ние да имаме нормален влез, меѓутоа од општината не наидуваат на согласност за сето тоа. Ја можам само иницијативно поклон да го дадам на државата, местото кое треба да се одземе за тротоар. Меѓутоа да правам јас трошок, да бутам куќа и да поместувам се што сум више направил, за да оформам на општината да има тротоари и да простор за движење, тоа не може да го поднесам, затоа што тоа не е моја работа. За проблемот со неколкуте стари куќи од кои се надвиснати керамиди, што е дополнителна опасност за пешаците, се разговараше во советот на општината пред повеќе од 1 година, а одговорот на надлежните тогаш беше дека ќе преземат соодветна реакција. Пак ќе го пратиме инспекторот да постапи согласно законските надлежности. Мислам дека веќе има постапувано, не има задолжение за собственикот, меѓутоа во колку не преземе, тогаш на негова сметка ќе преземеме ние отстранување на тие предмети што се склонни на паѓање или целата куќа. Ќе видиме. Промена во состојбата и со старите куќи и со недостигот од тротоар до сега нема. За среќа не се случила потешка сообраќајна несреќа на овој дел од улицата, но граѓаните бараат да се предвидат пари во буџетот за рушење на куќите и изградба на тротоар, со што би се избегнале опасностите и немилите случаи.